Владата целден се обидува да најде нов директор на МНАВ кој ќе ги исполнува условите. Хекура Насани е најновиот предлог. Промената дојде од како стана јасно дека Илир Мехмеди не ги исполнува условите. Прво доаѓа од редовите на Агенцијата за цивилно воздухопловство, а не од македонската навигација. Нема валидна дозвола за надзорен контролор за летање, ниту пак има 6-годишно работно искуство како контролор, нешто што се бара со член 17 од статутот на македонската навигација. А интересно и тоа што додека директорувал со Агенцијата за цивилно воздухопловство, ревизорите констатирале трошење на пари. Новопредложениот Асани е активен контролор за летање во МНАФ и според информациите ги исполнува условите да раководи со институцијата. На денешната седница се даде препорака за разрешување на досегашниот председател и директор на МНАФ Фахрудин Хамиди, како и на директорот на воздухопловната техника Љубе Стаменковски. На местото на Стаменковски доаѓа Милан Кораќ. По ова од синдикатот на МНАФ соопштија дека го ставаат во мирување штрајкот што го најавија за утре со делумно затворање на македонското небо, но дека ќе следат како ќе се спроведува владината одлука. Од друга страна пак владата освен што препорача АЦВ да продолжи со вонредните контроли, го задолжи инспекторатот за труд да го провери и работењето на синдикалните организации во МНАФ. Денески финансиската полиција влезе во македонската навигација за да се утврди дали има сомневање на кривични дела. Во МНАФ подолго време има проблеми, но состојбата ескалираше минатата недела кога група напаѓачи влегоа во МНАФ и вербално и физички нападнаа неколку контролори на летање. Групата ја предводеше високиот функционер на ДУИ Беким Незири.